Судски совет и Советот на јавни обвинители да се самораспуштат и самите да се изберат на непосредни избори. Дел од правната фила вака ја толкува пораката на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски и очигледно новиот мандатар на владата. Тој најави реформирање на двете клучни институции во кои седат главите на правосудството и вршат избор, оценување и разрешување на суди и обвинители. Председателот на Transparency International Благоје Пандовски вели дека Христијан Мицкоски апелира до членовите на Судскиот совет и Советот на обвинителите самите да си ги решат проблемите, а на власта не е на крај памет да се меша и да вметнува свои луѓе во правосудниот систем. Еден од начините на кои што престанува е да самите си дадат оставка. Тој повеќе апелира на тоа да тие сами се дадат оставка со цел овие две клучни институции кои што се надлежни за оценката на работата на судиите и јавни обвинители да можат да почнат конечно да бидат составени од луѓе со интегритет кои што ќе почнат да се борат за сузбивање на корупцијата во редовите на судството и јавното обвинителство. Членовите на овие клучни правосудни институции се пристрасни при оценката на своите колеги, бидејќи доаѓаат од редовите на судиите, коментира Пандовски во однос на поставеноста на членовите на Судскиот обвинителскиот совет. Тој предлага нови законски решенија. Во изборот на членови на овие две институции да има многу помалку суди и јавни обвинители, односно да бидат избрани луѓе од другата правна професија како адвокати, професори и така натаму, кои што на еден пообјективен начин ќе вршат оценка на работата на судиите на јавни обвинители со оглед дека ако мнозинството на членови во Судскиот совет и во јавно обвинителскиот совет се бираат од редовите на судиите и јавните обвинители, кои што до пред нивниот избор работеле со своите колеги, не би можело да се очекува толкава објективност во нивната работа и во оценување. Работата на правосудните институции го допреа дното откако според анкетите довербата во судскиот систем падна на статистичка грешка од 2%. Судскиот систем изминативе години работи со голем број скандали и е критикуван за несовесно работење од представниците на меѓународната заедница кај нас. Оценската мисија на ЕУ, која влеза во Советот по избивањето на скандалот со разрешувањето на председателката Весна Дамева, даде 40 препораки ова тело самото да се реформира. Последниот извештај на Европската комисија говори за нетранспарентноста на Советот на обвинителите при изборот на членови, како и за партиски влијание и непотизам при избор на судии во Судскиот совет. Според познавачите, корените во борбата со корупцијата почнуваат токму од тука, од врвот на најбитните институции во судскиот систем.